Денешната седница на Советот на Општина Кочани започна неславно, бидејќи советниците од опозицијата ја напуштија уште пред да започне со работа, поради тоа што не е обезбедено снимање на истата, а не беа присутни ниту камерите на двете локални телевизии за да ја снимаат и емитуваат на своите програми. Како советничка група на ВМРО-ДПМН заедно со коалиционите партнери, денеска ја напуштиме седницата од една единствена причина, затоа што е нарушено основното право, човеково право и на нас како советници и на граѓаните, односно најголемата работа во политиката е транспарентноста и отчетноста, затоа што вие како медиуми веќе подлого време не ги пренесувате седниците. Причина за тоа е, ја прашувам позицијата, односно СДС, дали ова е двојно замолчување на нас советниците, како од централно, така и од локално. Од централно со спорниот закон кој што и вие го знаете и ви се ускратува правото за пренесување и надоместок од Советот и од општината, а од локално ја прашувам локална самоуправа дали проектот кој што ние како советници и опозиција организиран преку UNDP, кој што година време го следевме во низ различни градови низ Македонија и обезбедивме средства во вредност од $12,000 професионална опрема за снимање на седниците, а истата не е ставена во функција. Незамисливо е во 21 век да со ваква технологија да ние како општина имаме право само на аудио снимки. Значи можам да кажам, ако во предходното наше владење бевме обвинети за режим и медиумски мрак, јас кажав и на седницата, сметам дека ова не е медиумски мрак, ова е медиумски пекол. Единствено Радио Кочани, спротивно на другите медиуми, се стави во ситуација да импровизира пренос со мобилен телефон, настојувајќи да улови некој медиумски поен, затоа што радијата, според еден од собствениците, биле маргинализирани во општеството. Инаку на почетокот на седницата, советникот Благој Ситновски коментираше дека двете телевизии немале обврска да ја снимаат и емитуваат седницата и дека поради неизнаоѓањето решение за на релација општина медиуми трпат граѓаните кои немаат можност да видат што и како одработуваат нивните избраници. Не можеме вината да ја префрламе и да ја само на приватните медиуми. Него треба прашањето, ако треба на некоја наредна седница да отвориме посебна тема, да разговараме за состојбите во медиумската сфера, за информирањето, за финансиските можности и дали можеме да изнајдеме начин како општина. Тој исто така посочи дека Советот треба да се позанимава со ситуацијата во која се доведени локалните медиуми. Нити сега се постави прашањето од страна на колегите, дај да видиме ние што правиме со медиумите, како можеме да изнајдеме начин и можност од страна на општината или некои други можности да тие се финансираат, да можат да опстојат во оваа ситуација во која што се наоѓа и државата и општината и самите медиуми. Незадоволство од интересот и покривањето на активностите на општината денеска изрази и градоначалникот Никол Чуилиев, кој смета дека новинарите не ги покриваат соодветно многобројните проекти кои под негово раководство се реализираат. Ова година посебно имаме преку 40 проекти активни во овој момент што заслужуваат навистина да бидат презентирани и да бидат видени од страна на граѓаните и верувам дека тие проекти ќе бидат поздравени од страна на граѓаните. Меѓутоа, заради ова одлука на медиумите, нашата шанса за презентирање на нашите проекти е ускратена, што на вистина, ако сме искрени, најголемата загуба и штета ја трпи раководството на локалната самоуправа. После се тоа може да се извлече некаков заклучок дека чудни состојби се случуваат во општината каде медиумите и новинарите се незадоволни затоа што не добиваат никаква поддршка од локалната власт, таа пак е незадоволна затоа што првите не одработуваат според нивните очекувања. Значи проблемот постои, тој е тука некаде, ама никој не знае да го најде, да го види и да го реши. И пак ќе повториме, во најголем дел од другите општини таков проблем не постои. Решен е на обострано задоволство и во интерес на граѓаните.